Здраво, што дојдовте, дарима многу за представувам Стефан и од тука ќе почнем да има више. Можем? Здраво на сите. Благодарам за можноста до Експлор и до Сандра за да представам едно моје искуство поврзано со Figma Bus и да ви презентирам нешто на тема автоматизација на маркетинг темплети со Figma Bus. Денешната презентација е организирана во 4 дела. Тоа се проблем, решение, структура и продукт. Ќе се обидам овие дела да ги раскажам преку две приказни. Првата приказна е приказна за пчелите и како тие прават мед, а другата приказна е поврзана со Figma Bus и креирањето на темплети за маркетинг материјали. Иако на прв поглед двете приказни звучат неповрзано, ни самата презентација ќе видиме дека овие две приказни се како поврзани меѓу себе. Па како и во секој UX процес, ќе започнеме со дефинирање на проблемот, кој што јас го нареков од цвет на цвет, и ќе се обидам да го доловам проблемот преку започнување со приказната за пчелите и како тие прават мед. Имено, знаеме, пчелите се одговорни за правење на мед и целовиот процес започнува со собирање на нектар од цветовите. Пчелите одат од цвет на цвет и со помош на својот долг и флексибилен јазик, наречен жило, го собираат нектарот кој што се наоѓа во внатрешноста на секој од цветовите. И сега, кога го собираат нектарот, тие го складираат во посебен орган од своето тело, тој се нарекува медов стомак, кој што има капацитет од 40 мг. За да може овој капацитет да се исполни, потребно е пчелата да посети во просек 100 цветови и да измине некое растање од 5 до 6 километри, пред да се врати назад во својот дом, каде што ќе го остави нектарот во ќелиите на самото саќе и ќе може да се врати во повторна потрага по нектар. Сега ова што го прават пчелите е доста репетитивно, одат од цвет на цвет, трошат енергија, нивната енергија е прилично лимитирана, поради тоа што тие мали суштества, па вајде постои некој систем кој што може да го поедностави целиот процес. И сега како паралела, се случува истото и кај маркетинг тимовите во различни компании, па и слична ситуација имав и јас кога започнав да работам во iBurn. Она што се случува е дека и маркетерите прават многу репетитивна работа, одат од алатка во алатка, рекреираат дизајни, и резултатот од сето тоа е неконзистентни дизајни кои што не се на бренд, и се губи навистина многу време кој што маркетерите може да го вложат во други активности, она што навистина е приоритетно за нив, односно планирање кампањи, организирање на различни активности и настани. Меѓутоа, ваквите ситници им одземаат многу време и ги фокусираат од она што е многу важно, па вајде треба постои некаква структура и систем што сето ова на некој начин ќе го автоматизира. Делот со решението, јас го нареков The Waggle Dance. Што е Waggle Dance? За може да ви доловам, ќе треба да се вратам повторно во приказната за пчелите. Кога една медова пчела се враќа назад во својот дом, изведува еден така наречен танц, Waggle Dance. Меѓутоа тоа не е обичен танц, тоа е танц кој се испраќа многу моќна порака. Овој танц всушност во себе ги има кодирано информациите за насока, растојание и квалитет на нектар во цветовите. Сега пчелите, покрај тоа што се доста сладки суштества, тие се и високо интелигентни и со помош на своите антени ја воспремаат информацијата, за неколку секунди ја декодираат и се спремни за следна потрага по нектар. Она што се случува со помош на овој танц е всушност воспоставување на некаков ред и систем, доколку претходно имаше некаков хаос кога го следевме процесот на собирање нектар. Кога јас започнав со работа на маркетинг темплейтите, препознав дека Figma Bus како алатка е всушност танцот кој што ја треба да го искористам за да им помогнам на маркетерите и да ми олеснам нивната работа. Всушност Figma Bus е алатка која што е представена на овогодинешното издание на Config и е дел од екосистемот на Figma и е алатка која што поддржува креирање и користење на повторно искористливи темплети кои што ќе бидат конзистентни и ќе бидат на бренд. Оно што го издвојува Bus од другите алатки е тоа дека сето ова може да се заврши на еден брз, ефикасен и практичен начин
и едноставниот интуитивен интерфейс може да им помогне на маркетерите и се други членови на тимот лесно се снајдат и да го користат како алатка. И нешто што мислам дека е најважно е дека ја максимизира соработката помеѓу дизајнерите и маркетерите, бидејќи го имаме тој колаборацијски дел, имаме дизајн мод и слично, со што колаборацијата е на едно повисоко ниво. Сега, за мене еден од најбитните делови во оваа приказна е структурата, како се гради структура, односно како се гради самото саке. Повторно ќе вратам на приказната за пчелите. Кога една медова пчела се враќа од потрагата по нектар, го изведува тој танц што ви го представив претходно, потребно е да го пренесе нектарот на другите пчели. Има уште еден тип на пчели, тие се нарекуваат домашни пчели и тие се постојано дома во самото саке и тие го земаат нектарот и си го предаваат од една на друга. И во тој процес на предавање на нектарот всушност настанува дел од трансформацијата на нектар во мед. Оваа трансформација е ензимска, така што сложените шеќери се разградуваат во поедноставни, се додека стигнат до келиите на самото саке, кај што уствари се складира нектарот и таму завршува финалната конверзија на мед. Сега домот или срцето на една пчелна колонија, како што кажав, е самото саке. И таму всушност, освен што живеат домашните пчели и нивните мали пчелички, всушност и имаме една совршена структура што е доста инспиративна во природата, а тоа е шестаголна форма на самите келии, која што е направена во минимален простор да собира максимално количество на нектар, меѓутоа исто така се остави простор за складирање на малите пчелички кои што додека не бидат доволно пораснати да излезат од келиите, ќе може да бидат складирани тука и нивните мајки да ги хранат со поленот кој што го собираат од цветовите. Инаку не напоменав, пчелите носат повеќе шапки. Тие освен тоа што собираат нектар, собираат и полен, кој што го стават во своето тело и кога ќе се вратат назад, поленот го користат за хранење на малите пчелички. И сега, освен што се гради совршена структура, има еден топол дом во кој што пчелите вредно и тимски работат и прават мед. Сега како ја градиме ние нашата структура? Што се случува кога градиме маркетинг темплејти? Пред да започнеме, како и во секој процес, најпрво треба добро да испланираме нашата структура. Мора добро да размислиме што треба да постигнеме со она што го правиме и што е крајната цел на оние материјали кои што ние ги дизајнираме. Може да станува збор за објави за социјални мрежи. Па прашањето што се поставува е дали тие објави сакаме да бидат вирални, да стигнат до повеќе луѓе. Дали сакаме да промовираме нешто со тие објави. Доколку станува збор за маркетинг материјали наменети за клиенти, дали сакаме да привлечеме нови клиенти. Потоа, не знам, може би цел ни е да изградиме поголема доверба во самиот бренд. Или пак, доколку има веќе постоечки дизајни, само да направиме некои мали измени и да направиме подобрување во самиот дизајн. Или пак, може би, треба да креираме некои материјали кои што едноставно ќе служат за пренесување на некаква информација. Многу е важно да се фокусираме на тоа што е крајна цел, бидејќи само така ќе го решиме проблемот на вистински начин. Најпрво се разбира, започнуваме во Figma и таму се стремиме да креираме еден мини дизајн систем кој што многу ќе ни ја олесни целата работа. Што се случува во Figma? Гледаме да следиме најдобри практики. Буквално истото што го правиме кога дизајнираме еден интерфейс, се стремиме да го направиме и тука, со тоа што си користиме auto-layout, користиме варијанти, компоненти и многу важно ги именуваме и заклучуваме слоевите. Заклучуваме слоеви што подоцна маркетерите нема да може да ги черпкаат и едитираат, а она што го ставаме, што е дозволено да се едитира, гледаме добро да го именуваме, бидејќи тоа ќе биде уствари треба да биде дескриптивно со цел маркетерите да знаат што треба да внесат во полето кога ќе едитираат. Откако сме сигурни дека следејќи ги најдобрите практики сме креирале дизајни кои што се спремни, се префрламе во Buzz. Интуитивниот и едноставен интерфейс на Buzz помага едноставно со copy-paste да ги пренесеме дизајните и да направиме на совршена структура која што ја делиме во редови, со цел маркетерите или било кој да може многу лесно да се најде и да направи едит на овие темплејти. Добра практика е да користиме повеќе фајлови, односно доколку имаме објави за дизајн на објави за социјални мрежи,
ги организираме во еден бас файл, доколку имаме некои други маркетинг материјали ги организираме во друг файл, со цел и за маркетерите да има една подобра организација и да не се изгубат во цел тој процес. Откако сме сигурни дека сме направили една добра структура и се како што треба, правиме паблиш и нашите дизајни во тој момент стануваат темплети. Сега веќе е паблиш на темплейт, секој може да го ажурира со содржина. Но е битно темплейтите да се користат во нов бас файл, односно да не се препокрива со содржина сорсниот файл, пошто тоа ни е место кај што ние тоа сме го направиле паблиш, така што во нов файл се ажурира со содржина и си имаме една структура која што ја следат маркетерите, си имаат организирана работа на едно место. Како што може да се види на слайдот, во edit content делот, уствари се, доколку имаме добро именувани слоеви, уствари маркетерите само може да пастираат или само рачно напишат содржина и тоа автоматски од десна страна на самиот темплейт во real time се апдейтира. Се разбира ако ние претходно сме следеле најдобри практики, сме следеле респонзивни дизајни и слично, се разбира се тоа ќе изгледа на десна страна. Меѓутоа магијата на бас не е само во тоа. Магијата на бас лежи и во својството на наречено swap content. Напоменав и претходно доколку користиме компоненти и варијанти, доколку еве да кажеме еден дизајн треба да има 15 варијации и доколку ние креираме 15 различни варијанти, кога ние ќе направиме кога ќе се свичнеме во бас, маркетерот со само еден клик користејќи во swap content може да смени друга варијанта и со тоа тука може да станува збор за промена на стил или промена на локација на текст или слика, меѓутоа тоа ќе биде буквално работа од еден клик и ажурирање со контент за само неколку секунди. Исто така респонзивноста ќе има возможност на маркетерите да може да го изберат соодветен формат, доколку станува збор за објава за социјални медиуми, тогаш не знам доколку е респонзивно нешто, ќе може многу лесно да се прилагоди на Instagram формат или на LinkedIn, пошто тие знаеме сите се различни меѓу себе. Целој овој процес маркетерите како наши крајни корисници повеќе не стравуваат за кршење на дизајнот што претходно се случувало и многу е битно што целиот процес се случува во една иста алатка. Дизајните се навистина конзистентни, заклучените слоеви и ни помагаат уствари да превенираме сценарија што ги имало претходно и на некој начин си имаме една структура која што си е чиста и лесна за користење. Исто така, знаеме маркетерите некогаш однапред се сакаат спремни содржини, доколку станува збор за социјални мрежи, па со Figma Bus едноставно тие може месеци однапред да си направат контент кој што е спремен за објава и да се фокусираат на други работи. И сега ова е еден од начините да се направи на ваква структура и да се искористи Figma Bus како алатка. Другиот начин е доколку маркетерите започнат со готови темплејти кои што ги нуди Figma Community во самиот бас и тоа претежно може да се искористи за контент кој што е од забавен карактер, за промоција на некаков настан или пак за не знам креирање на материјали кои што можеби не е целта да се биде на бренд или едноставно да се експериментира со некаков дизајн. И дефинитивно едно од најмоќните фичерс е фичерот Bulk Create. Bulk Create возможува креирање на огромно количество на контент од еден дизајн. Односно, тоа работи во принцип така што ние во бас прикачуваме табела и еве да замислиме сценарио дека табелата има 3 колони, едната колона е наменета за наслов на самиот пост, една колона има слика и една колона има некој лист айтем за некој набројување да се случи во самиот пост. Сега, доколку ја прикачиме табелата во Figma Bus, она што може да се направи е да ги мапираме соодветните колони во слоевите на самиот дизајн. Така што, пример, доколку насловот го мапираме со делот постот што е наслов, сликата со слика и така натаму, и доколку да речеме дека во табелата имаме 100 или 200 редици, со само еден клик за неколку секунди ќе продуцираме 100 или 200 различни варијации на контент од истиот дизајн.
Замислете докога имавме, не знам, 5 дизајни, 5 варијации на дизајн од самиот темплейт, тоеш 5 по 100 ќе добиевме 500 различни варијации на контент, што е многу практично и сето тоа го прави за неколку секунди базата. И сега последниот дел од приказната, односно продуктот кој што се добива, кога зборуваме за Figma Buzz и начинот на кој што може да ни помогне, крайниот продукт е градење на еден систем кој што овозможува конзистентност, автоматизација во целиот процес и при тоа заштедува време и овозможува да имаме повторно искористливи дизајни кои што сме сигурни дека ќе бидат на бренд. При тоа маркетерите и другите членови од тимот повеќе не зависат од нас и дефинитивно имаме значително подобрување на нивното искуство. Кога работев на овој проект и кога го употребив Figma Buzz како алатка, прво да се ставам од почеток на местото на корисниците, односно маркетерите ги гледав како крајни корисници, кои што јас треба да направам некаков продукт кој што тие ќе го користат. И дефинитивно со таквиот пристап мислам дека добив среќни крајни корисници кои што имаат систем и структура на еден ваков начин. Сега да се вратиме повторно кај пчелите. Кога ќе кажавме дека нектарот се складира во келиите на самото саќе и всушност потребни се неколку дена до неколку седмици, зависи од температура и слично, да се направи таа конверзија во мед. Кога медот е спремен, лица кои што се занимаваат со сова, односно пчелари, доаѓаат, користат различни алатки или машини со кои што всушност го цедат медот од самото саќе и го стават во тегли и тој потоа е спремен за употреба. Сега во целовиот процес медот е всушност крајен продукт кој што се добива и кога еднаш ќе се направи медот, тој дефинитивно нема рок на траење. Па тука мојата порака е дека и вашите системи еднаш кога ќе ги направите немаат рок на траење и се сладки. Сега она што ќе ви кажам не се однесува само на Figma Buzz, се однесува на било кој дел од вашата работа. И тоа е следното, доколку постои начин, доколку препознаете начин да автоматизирате дел од вашата работа или пак од работата на вашите колеги, направете го тоа, не се плашете, бидејќи доколку го пронајдете вашиот special dance и го олесните животот на корисниците, дефинитивно ќе направите нешто кое што како крајен продукт е сладко и може да уживате во него. Ви благодарам за вниманието. Така, прашањето е како препознав дека Buzz е вистинското решение. Па едноставно експериментирав. Кога започнав со проектот, пред неколку недели беше Figma Buzz представен на Config и мислам дека тоа што нема страв да го понудам како решение и тоа што не знаејќи каков би бил крајниот исход, сепак пробав и мислам дека она што излезе како структура и систем и крајен продукт беше навистина супер. Така што мојата порака на крај беше поврзана со тоа дека доколку пробаме да си го најдеме нашиот web ден, ќе добиеме вакви чуда на крај. Така. Прашањето се однесува ако може да се направи некоја паралела помеѓу Figma Buzz и други алати кои што имаат иста намена. Па еве пример може да направиме споредба со Canva. Разликата, она што Buzz го издвојува од Canva е тоа што во Canva не можеме да организираме на ваква структура, не можеме да изградиме на ваков систем и тука голема предност е што уствари доколку дизајните се прават во Figma, многу лесно може да се пренесат во Figma Buzz, што не е случај кога станува збор за Canva, знаеме дека ќе треба да се рекреираат од почеток, со што навистина целиот процес е посмут и полесен.
Да. Така. Да, супер прашање. Инаку прашањето е го поставува член од публиката кој што има искуство исто така и во графички дизајн, кој што има искуство со Figma и експортирање во SMIC формат и содржини кои што се наменети за принт. Да, супер прашање. Моментално Figma Base е лимитиран во тој дел, меѓутоа како што читав, моментално се работи на тоа да може да се овозможи да се експортира за принт со цел да може да биде комплетно цело ова искуство и да може и тој дел од графички дизајн да се покрие со оваа алатка, така што се надевам дека последните месеци ќе имаме и тој фичер. Благодарам. Да, топла препорака, секој кој што треба да организира ваква структура и систем, буквално и UXplore го препорачувам да користат за name тагови на конференцијата, така да супер. Ви благодарам уште еднаш.